околу вашата друга книга Албанско национално ослободително движење и во оваа книга и во првата која зборувавме руската и советската надворешна политика и македонското прашање, се може да се препознае добра соработка меѓу македонското движење и албанците. Ако можем така да кажеме, известен дух, она што денеска се вели на рамковниот договор. Нема рамковни договори во тоа време. Се разбира, има добра соработка. Ако некој го има поддршка македонското движење локално, тоа се албанците. Како толкувате тоа што денеска и македонците ги поддржуваат барањата на албанците? И обратно. Од оваа дистанца во она како е презентирана историјата, во тоа што е дневна политика, албанците често се препознаваат како гости во оваа земја. Видете вака, кажам да им пренесам од овие социјални мрежи, кога албанците ќе си одат доста. Албанците се со векови проникнати со македонците на теренот на Балканот и тоа и во границите на денешна Македонија, Република Македонија, и во границите на денешна Албанија. Постојат многу населби од македонци или од словенски карактер, кои што се биле во Албанија или кои што или се одржале, или се албанизирале, или се преселиле. Например, во Христо Матов. Презимето Матов им е од тоа што дошле од Мат, а тие се словени, македонци. Што значи дека двата народи живееле вековно заедно. И ми се чини дека не постои дури ниту друг народ на Балканот или воопшто и надвор од Балканот со кој македонците повеќе живееле во иста држава, во исти државни граници. Скоро секогаш живееле заедно, да речеме вака. Ево од Римската империја. Римската империја кога го владееше Балканот, беа заедно македонците и албанците во иста администрација, што се вика. Понатаму, бугарските цареви кога ја освојуваат делови од Албанија, Самуил, например, го има освоено и Драч, што нема освоено другите и така натаму. Живеа заедно. Не, дозволете, да. Во Турската империја живеа заедно и така натаму. И тука, чекај, нема граници, сега ќе ви кажам, ќе ви кажам, да. И друго, границите на Македонија, западните граници, се определени договорно меѓу македонците и албанците, уште 21 година со така наречениот Тирански договор, меѓу представниците на македонското револуционерно движење тогаш на ВМРО и на федералистите и од друга страна меѓу представниците на Косовскиот комитет и на албанската влада, бидејќи потписници од албанска страна се Бедри Пејани, активисти, една од водечките личности на Косовскиот комитет и Реджеп Митровица, министер за образование во владата на Албанија. Присутни Ахмет Зого, Хасан Приштина, Байрам Цури, Фламази од Чамерија и уште 15-20 врвни албански представители. И сега дозволете, сега што значи дека албанците не се денешниот образовен систем. Чекайте, така. Прво, ева е генезата на тој однос, веќе ако сакате кратко, ама подобро експликативно да беше, но кратко. Прво во една политика на предоминантно гледана преку српските наочари, бидејќи српско-албанските односи се крвави односи. И тие се односи на голем историски спор, особено околу Косово. Станува збор за Косово, бидејќи Косово беше во револуционерна смисла најсилниот дел во борбена смисла во албанското движење, а во идеолошка смисла беше Јужна Албанија. Така, тука беа идеолозите, просветарите и така натаму повеќе, што не значи дека немало ниту Косово, но Косово беше пушката, така да се каже. Што значи дека историографијата која што ја започнавме во бившата социјалистичка република не можеше да биде надвор од доминантните вредности. Што значи македонците почна
да го гледаат албанскиот народ и нивната историја како да се Срби. Чека, дозволете понатаму. Второ, еден елемент на разбойништвото во рамките на Османската империја, каде што османските власти, а во властите учествува и албанци се разбира, најмногу ги користеа албанските разбойници деребеи, кои што истиснуваа селани, особено кога се приватизираше земјиштето, кога се укинуваше спахискиот систем. Значи и државниот систем на земји. И кога одеше тоа да се формира чифлик сајби, има многу деребеи, а тоа се насилници кои што окупира, завладува, зима и слично. Таа линија е линија на индивидуален терор или на бандитски групен терор и ја има на сите страни, дозволете, но кога се јави официјалното албанско движење, национално ослободително движење, а оно има длабоки корења од 1840 година, меѓутоа и Призренската лига 1878-1881 година. Тука има соработка, а особено е соработката многу голема во младотурскиот период и пред младотурскиот период. И сега таа историја е во долапите, се уште е заклучена. Таа треба да се извади. Во рамки на СФР објаснивте тоа што го рековте и простите очила. Зборувам од 90-те наваму, вие сте учесник во многу гарнитури, значи во континуитет сте присутни во институциите. Зашто? Прво вака. Зашто пишувате? Добро, само вака. Го нема во... Чекай, дозволете вака. Прво, признавате ли инерција, принцип на инерција на духот, на меморијата и така натаму, што значи? До некаде, но има граници. Не, има граници, па границите се размрдуваат сега и така натаму, што значи дека имаме ние инерција во колективниот однос кон албанците, во колективната меморија. Низ образованието имаме селектирано еднострано образование, без да се афектираат овие, например, линии на соработка кои што се маестрални меѓу движењата и слично. И во таа насока мислам дека треба да се направи реформа во образовниот систем, особено во областа на историјата, културата и слично. Меѓутоа, знаете ли дека има поглавија во учебниците денеска по историја, но еден интересен феномен, може би сакале да го прокоментирате, скоро секој од наставниците делот за историјата на албанците во не го предава. Имено, видете, бидејќи имав јас керкичка до вчера во Смолетка, не го предава делот таму. Зошто? Не го знаат едно, и не дозволете. Прво го нема во учебниците. Прво го нема во учебниците, значи учебникарската политика не е дојдена до таму. Македонците професори не ја знаат албанската историја. Дозволете. Тоа е првата работа. И второ, кај нив, они се исто така дел од милјето, кои што се уште плаќат на инерцијата и на колективните стереотипи данок. Дека албанците се гости.